Во ова издание, како Европската Унија да се справи со скептицизмот за проширување кај некои земји членки. Како американската работна сила се прилагодува на потребите на економијата. Како Центарот за изведувачки уметности Кенеди во Вашингтон ја прослави 50 годишнината. Останете со нас. Поздрав од Вашингтон. Ова е гласот на Америка на македонски јазик, а јас сум Никола Крстик. Американскиот председател Џо Бајден присуствуваше на традиционалниот конгресен бејзбол надпревар кој синоќа се одржа во Вашингтон, во време кога се обидува да постигне договор за големиот пакет мерки вреден 3,5 трилиони долари. Тој на теренот помина време и со демократите и со републиканците, но кога се појави беше пречекан со исвиркување од публиката, а на трибината беше распослан надпис на кој пишуваше Трамп 2024. И спикерката на представничкиот дом Ненси Пелоси беше таму. Таа посочи дека е можно да го одложи планираното гласање за придружниот пакет за инфраструктура вреден трилион долари, доколку нема поместување во однос на големиот пакет предложен од Бајден. Во меѓувреме, Конгресот е поблизу до договор за натамошно финансирање на федералната влада и по денешното завршување на фискалната година. А македонскиот премиер Зоран Заев најави дека ќе се интензивираат разговорите со Бугарија во обид да се пронајде решение и да се деблокираат европските интеграции на земјата. Оваа порака ја упати откако изминативе 2 дена во Скопје дојдоа високи представници на Европската Унија кои порачаат дека проширувањето не смее да сопре. Иако во меѓувреме, угледни светски медиуми јавуваат дека дел од земјите членки го заговараат токму тоа. Европската комисија се обидува да го задржи проширувањето повисоко на агендата на Унијата, но прашање е дали тоа ќе помине кај поскептичните земји членки. Откако влијателни медиуми, повикувајќи се на дипломатски извори во Брисел, информираа дека е неизвестно дали идната недела на самитот ЕУ Западен Балкан ќе биде потврдена гаранцијата за европска перспектива на регионот, надлежните во комисијата во изминатите денови континуирано праќаат пораки на уверување дека ќе направат се за процесот да даде резултат. Оливер Вархеи, кој вчера беше во Скопје, но замина без да даде каква било изјава, денеска преку видео обраќање на форумот на граѓанско општество на Западен Балкан, рече дека сега е редот на Унијата да испорача. We of course need to advance also on the accession negotiations themselves. Треба да напредуваме во процесот на пристапување. Есенскиот пакет за проширување на Европската комисија е важен за оценка на ситуацијата на земјите во регионот, но е и потсетник за земјите членки да ги исполнат дадените ветувања. Во однос на Северна Македонија и Албанија можам само да ги повторам зборовите на Урсула фон дер Лајен дека сакаме Советот да се усогласи за преговарачките рамки, што ќе му овозможи на словенечкото претседателство да ги закаже меѓувладините конференции. Двете земји испорачаа во сите зададени услови и ние како ЕУ треба сега да испорачаме. Премиерот Заев, кој во 2 дена се види и со шефицата на комисијата и со Вархеи, побара денешните пораки да бидат потврдени и на самитот во Словенија. Ако продолжи ваквиот статус кво според Заев, тоа ќе прати лоши сигнали до регионот и до вербата во Европската Унија. Искрено се надевам дека вашите пораки од овој форум ќе бидат дел од новиот импетус, кој е толку неопходен во овој момент и дека на 6 октомври во Словенија ќе бидат направени неопходните потребни чекори за деблокирање на проширувањето на Европската Унија, а ние во духот на европските добрососедски односи ќе ги интензивираме разговорите со Бугарија со искрена волја да правиме чекори поблиску до решение за нашите билатерални прашања. Целта на комисијата, како што кажа самата фон дер Лајен, која во пресрет на самитот во Словенија го посети регионот, е до крајот на годината да почнат преговорите и со Северна Македонија и со Албанија. Главна пречка се уште останува блокадата од Бугарија. За гласот на Америка, од Скопје, Владимир Мирчевски. Американската економија се уште се опоравува од силниот удар што го предизвика пандемијата. За да се намали разликата меѓу понудата и побарувачката на пазарот на труд, се организираат се повеќе добуки и преквалификации за работниците. Алажи Дамфа работел како мијач на садови и правел скара на разни места пред да најде работа како готвач во хотелот Шератон во центарот на Лос Анџелес. Една година подоцна почна пандемијата. По 2 месеци бевме отпуштени. Подоцна ме повикаа да работам на програмата за пакување оброци во општината Лос Анџелес.
каде обезбедувавме 11.000 оброци за постари сограѓани, луѓе погодени од пандемијата, бездомници, жртви на сексуално насилство. Дамфа вели дека оваа понуда за работа дошла благодарение на обуката обезбедена преку синдикатот на вработените во хотелиерството. As of now, we have received over $50 million. Добивме околу 50 милиони долари од владата за да ги обезбедиме овие услуги. Вративме на работа околу 1100 работници и нахранивме десетици илјади лица од април 2020-та. Един Форман вели дека парите доаѓаат преку актот за спас на американците погодени од пандемијата со коронавирусот, актот за економска безбедност или CARES и од владата на Калифорнија. Овие средства ги покриваат трошоците за обука, превоз и градинки. Форман вели дека програмата ги држи вработени готвачите и доставувачите на оброци. Хотелските кујни продолжуваат да работат и обезбедуваат здрави оброци за постарите и другите групи на најпогодени. Штом заврши програмата, Форман вели дека Академијата ќе помогне во транзиција на обучените кон други работни места и овозможување кариера во хотелиерството. Одделот за информатика и инженерски технологии при коледжот на Северна Вирџинија исто така добил федерални и државни средства за обука во технолошката струка. Преку различни канали и фондови од федерално ниво доделивме речиси 22 милиони долари за поддршка на нашите студенти. Чет Најц е подпредседател на Одделот за информатика и инженерски технологии. Вели дека коледжот примил 10 милиони долари за иницијативи за обука на студенти во областа на инженерската технологија, развојот на софтвери и обработка на податоци. Според него, дигиталната технологија станала уште поважна со зголемувањето на потребата за работење од оддалечена локација од почетокот на пандемијата. Пандемијата се одрази и на културата, особено во однос на можноста за посета на театар или концерт. По пауза од 18 месеци, повторното отворање на Центарот за изведувачки уметности Кенеди во Вашингтон коинцидираше со 50 годишнината од неговото основање. Центарот Кенеди за изведувачки уметности во Вашингтон ја слави својата 50 годишнина и целосно отворање на неговите сцени. Во Центарот гледачите се уште треба да носат маски за лице, но можат да уживаат во представите без да имаат социјална дистанца. Музичарите се вратија на сцената кон средината на септември, откако претходно настапуваа од далечина од почетокот на пандемијата. Прекрасно е да се вратиш и тоа е многу возбудливо зашто ова е прв пат да настапуваме за публика со целокупниот оркестар на сцената. Председателката на Центарот Кенеди, Дебора Рутер, вели дека иако пандемијата не завршува во скоро време и има наплив на случаи од варијантата Делта, Центарот нема повторно да се затвори. Една од причините е дека секое лице што ќе влезе во Центарот мора да покаже доказ за вакцинација или негативен тест за ковид. Носам маска, се дистанцирам, обично сум сама во секој случај, освен мојот сопруг и синот. Четвртина од вообичаениот репертоар мораше да се намали за годишнината поради пандемијата, но официјалните лица велат дека сепак ќе биде посебен. Веќе неколку години се подготвуваме за 50 годишнината, но во последните 18 месеци се преиспитувавме за тоа. Но мојот тим навистина работеше напорно да ги реализира нашите идеи до совршенство. Во изведбата ќе има од стендап комедија до балет. Фоајето ќе има фотографии од Центарот Кенеди од денот на неговото отворање. Имам подпишана и страница со автограми од ноќта на отварањето на 8 септември 1971 година, како и билети од тоа време. Бината на Центарот Кенеди е богата со спомени. Михаил Баришников овде го представи својот балет Оре во кршачката. Марија Калас глумеше во операта Норман на Винченцо Белини. Арета Френклин му ја пееше Natural Woman на поранешниот председател Барак Обама и првата дама Мишел Обама. Вработените овде велат дека се подготвени да започнат да создаваат нови спомени. И тоа е се за денеска. Поздрав од Вашингтон.